кога имате еден убав повод да одите на зимување, да сакате вашето дете да научи да скија за прв пат, се радувате на моментите и има некоја возбуда. За жал, таа возбуда кај нас се претвори во една страшна ситуација, така што веднаш после првиот ден од зимувањето во Крушево бевме принудени да се вратиме во Скопје, затоа што мојот син го доби првиот посериозен, да не речам и многу страшен напад, затоа што нормално во болницата во Крушево никој не ни знаеше за што станува збор. Јас непосредно месеци пред тоа ја имав добиено диагнозата, меѓутоа не бев свесна какви се ситуации може да ме снајдат во животот и тогаш се соочив со тој голем страф и да речам и паника, затоа што Дејан од моментот кога почна да отекува на левото око, до нашето стигнување во Скопје на детската клиника, буквално, значи, имаше оток на целото лице, што значи ги немаше веќе очите, едва му се дзиркаше носето и тешко дишаше. Радикално одлучив да се продаде домот, станот во кој што живеевме, па потоа живеев во стан кој што ми го возможи моја блиска пријателка и тоа се оние моменти кога викаат како да ти помогнеме, нормално не може да ми дадат нити здравје за моето дете, меѓутоа се она материјално што може да надополнат моите блиски пријатели, моето семејство, потесно и пошироко, па и организацијата во која што работам ми се најдоа, меѓутоа пак ќе речам, тоа е еден континуиран процес во кој што вие мора да имате терапија за вашето дете и не се решава со такви краткорочни помош, со краткорочна помош. После Крушево, колку чести беа нападите, што се беа прашањата на Дејан до вас како мајка? Дејан, кога бевме во Крушево, имаше 5 години. После тоа, со започнувањето во училиште, за жал, состојбата драстично се влоши, веројатно и заради стресови, што поминува ни сето тоа. Стресот е огромен тригер фактор кој што ги предизвикува и повторува нападите. Значи, континуирано можам да кажам дека скоро еднаш во неделата престојувавме на детската клиника и тоа се тешки моменти затоа што за него не е тоа природна средина, нели? За ниедно дете не е природна средина, болнички кревет, болничка храна и лица, нели, на медицински сестри и доктори. Јас отсуствував премногу од работа, меѓутоа тоа беше она што во моментот ни се случи и пак ќе речам сепак ни помогна да не се затвориме. Значи, за моја среќа, Дејан е едно енергично дете, Дејан е еден сега веќе момче, кој што знае да се носи со предизвиците, односно бил принуден да научи како да се носи со сите овие предизвици, така што станавме многу блиски. Се ослонуваме еден на друг, па дури имаше моменти кога јас ке бев поопадната и со енергија и со желба или нешто да правам, а тој секогаш ми вика: "Ама мамо, ти можеш, јас знам дека ти си храбра и дека ти ќе ми помогнеш." За жал, кај Дејан симптомите почнаа многу рано и многу рано престојуваше многу долго во болничките услови и беше потешко да се надмине таа состојба, да не се гледа себе си како пациент, ниту па јас да не го гледам како пациент. Она што нас ни помогна беше излегувањето од овие граници, затоа што нашето здружение е членка на Меѓународна асоциација на пациенти со хередитарен ангиоедем и тие организираат глобални конференции на кои што сме поканети и на кои што можеме да запознаеме од цел свет луѓе. И тоа е една исклучително важна состојба која ќе видите на исто место. Например, минатата година имаше глобална конференција во Виена, па имаше околу 700 луѓе од цел свет, буквално од сите континенти, од сите нации, од сите јазици што може да замислите. И тоа е некое откровение кое што го доживувате и си викате: "Па не сум јас сам, и ова не било толку страшно, и веќе луѓето патуваат." Особено беше пресвртница за Дејан учеството на камп за младинци со хередитарен
Јан ја едем пред 2 години во Франкфурт, каде што беа собрани околу 60 на млади луѓе од целиот свет и слободно можеа да зборуваат. Знаете, оние теми кои што не може Дејан да ги зборува, со другарите во секојдневието, бидејќи ја немаат таа диагноза, ваму имаше можност да си ги сподели буквално сите мисли и тоа му помогна да свати дека може да спортува, дека може да шета, дека може да функционира во секојдневието нормално и мислам дека тоа му помогна и поотворено да се чувствува и пред другите деца. Во Македонија засега се со потврдена диагноза 22 пациенти, од кои што имаме 2 деца. Се прават генетски испитувања на семејствата кои што ја имаат оваа болест, за да се утврди дали нивните деца ја наследиле, затоа што веројатноста за наследување е 50%. Меѓутоа се уште не ги квалификуваме како пациенти, се додека нели не ги добијат првите симптоми, а овие 2 дечиња за жал уште од многу рана возраст почнале со симптоми. Еден од нив е мојот син, а другото детенце е во основна школска возраст и тоа е она што пак ќе речам се поддржуваме едни со други, се обидуваме нели секогаш кога некој ќе има и најмала доза нели на анксиозност или на затварање во себе да помогнеме да ускокнеме, за да им помогнеме во смисла на нели само еден збор е некогаш доволен или една прегратка за да ви ги смири нервите, страстите и стравовите. Знам мене како ми било кога ми понудија рака и истото се трудам сега да го правам. Па дури на регионално ниво се поврзавме за 11 земји кои што се во југоисточна Европа. Мене ме назначи од страна на меѓународната организација за регионален застапник за пациентите. Така што еве и утрово јас на пример комуницирав со пациенти од Турција, каде што навистина во една огромна земја е многу тешко да дојдете до вистинскиот доктор или до вистинската болница за да може да побарате да ви се овозможи да примате терапија. Дејан е сега во средно училиште, 2 година, на правен смер. И како и секој млад човек, веројатно се уште не знае што сака да биде. Имаше желба да биде програмер, има желба да биде правен застапник или адвокат за да може да се застапува за своите права. Меѓутоа не знам до кога ќе го држи тоа. Сега засега нели не инсистираме на тоа да сега ја одбере својата професија, сепак има уште 2 години до завршувањето на средно училиште. И сакам да биде среќен. Значи и он самиот сака да биде среќен и да биде прифатен од средината.